Издра за почеток здраво и мило ми е што подкастов го почињам заедно со тебе, со оглед на тоа каква година имаше од секој можен аспект и како надпреварувач и како тренер и како собственик на теретана. Кажи ми пред се како си? Фала ти за поканата за старт и многу успех ти посакувам во овој проект. Фала ти. Што го започна. Нешто поврзано со тоа. Сите гледаме подкасти странство, секој ден правиш нешто, пример дали готвиш дома, дали пешачиш, дали движиш, гледаме подкасти странство. И искрено ти кажам, се замислив, оти, пример во Македонија, немаме некој да снима, да направи нешто вака интересно да види, па да се гледа нешто и на македонски јазик, да излезе нешто интересно. И баш ми е кеф што ете ти текна тебе. Пред да ти спомнам дека ми текна и мене, само што бев презафатен со обврски и не можам да се ангажирам уште во ваков проект, да речам. Така да сум среќен што ете на некој му текна и се ангажира да направи нешто Да, и мислам интересно. дека ќе биде подкаст кој што многу ќе издвојува од сите, поради тоа што го започнуваме со човек кој што е секој пат отворен, без разлика за што и да станува збор за било која тема, посебно поврзана со бодибилдингот и фитнесот. Да. Така да ќе се базираме на тоа, да биде се open, да играме со отворени карти. И така, кажи ми за почеток прво прашање кое што ме интересира. Зошто баш овој спорт? Како до овој спорт? Како Божидар стига до ова што е сега? Зошто бодибилдинг за старт? Бев, да речам, немам никаков атлетик бекграунд пред тоа. Не дека нешто се имам занимавано стриктно со некој спорт пред тоа, али се деси што уште на почеток почнав да вежбам, да речам, кога имав 14 години, значи кога се запишав прва година средно. Така. Се запишувам медицинско, да учам медицинско, иначе јас сум до 8 одделение бев првенец во генерација. Значи бев еден од најдобрите ученици. Се запишувам медицинско училиште средно. Така. И ме примат прв, се запишам за фармација, случајно, демек добар ученик си, ќе одиш нешто доктор, се знае препораките од дома, ќе биш доктор, нешто, ќе се занимаваш медицина, добро. Знаеш, онака не си одлучен уште, те фаќа, да речам, анксиозно за понатаму зиднината, што ќе биди, како ќе биди. Што е следно, така? Да, што е следно. Се запишам медицинско и сум прв примен на фармација. Демек прв си примен од дома, татко ми одеше, секој ден се радваше да гледа таму дека сум прв примен. На листата прв запишен Божидар Петаковски. Да. Али небитно, во медицинско одам, да речам, многу кратко време. Се префрлам да учам во училиште кај што има теретана. Јасно. Во таа теретана, например, тогаш беше членството определена сума, за учениците што учат во тоа училиште беше поевтино. И на тој начин неколку деца почнавме да вежбаме во теретаната. Јас се префрлам да биде во моја близина, кај што живеам поточно, близко училиштето, близко теретаната. Почнувам да тренирам. Како што почнав, пример, да секој нареден ден да гледам, да речам, прво ми беше интересно, не се имав занимавано со спорт, со никаков спорт до тогаш. И ми беше интересно, ја наоѓав причината зошто ги правам, например, тие вежби сега во овој случај, зошто би требало да јадам определена храна. Тогаш ми кажбаа, например, што треба да јадиме, пример. Се заинтересирав на тој начин да речам, да малце поќе, ги барав причините зошто ги правам работите, со тек на време следат резултатите, кои ќе следат резултати, сакаш се поќе и поќе, и на тој начин продолжувам, значи, да речам, малце сум и обсесивен, кој ќе почнам нешто, кој ќе го засакам нештото, не оставам да не го завршам. На тој начин продолжувам да речам, да одам во теретана, да тренирам секој ден, се заангажирав да се едуцирам
да ги наоѓам причините за кои ја ги прам работите уствари. Јасно. Зошто одам, зошто ја прам таа вежба, зошто јадам то, зошто ми треба протеин, зошто користим например аминокиселини, креатин и така натаму. Едно време кога почнав да го правам само тоа. Значи само одев на тренинг, дури не е како некоја препорака. Пример, и тоа што ми беше блиску училиштето, одев дома например на одмор и си јадев дома. Помалце се интересирав за училиштето, туку за вежбањето и на тој начин се и поќе навлегов во тоа. Во овој аспект со резултатите. Така. Ми интересира околу овој аспект, кажи ми која е транзицијата од Божидар како рекреативец до можеби ќе бидам такмичар? Баш ми интересира. Транзицијата е интересна. На почеток, како што не ги знаеш работите од старт, се ти е ново, се учиш од старт. Се ти е непознато, да речем. Почнуваме да тренираме, например, почнуваш да тренираш обично со друштво, некои одма се изолираат. Некои побрзо напредват од обично. Така. Некои пак немаат толку прогрес. Во која група спаѓаше ти? Измеѓу, нешто измеѓу. Нешто измеѓу, али ради тоа што бев обсесивен, пробав да научам нешто поиќе за да можам да се изолирам јас побрзо од другите. Јасно, те разбирам, така. Да научам нешто скришно плюс што се вика за да можам да се изолирам и да одам малце подалеку од другите. И напредвав прилично добро. На почеток сметано се на секој ќе ги земиш работите, бодибилдинг е широка тема за муавет, али почнавме сите натурал да речам, без enhancement. На почеток парав да речам некој максимум потенцијал свој да достигнам, така. Да речам. Стигаме да случајно во тоа време да речам одев во една теретана малска во Битола и одев само тренирав со долги дуксерки, со долги тренерки. Никогаш не се слеков. Со никој не зборав, само одев да вежбам и бегав. И никој не знае уствари дека имам мускули. Али во еден момент газдата на теретаната тогаш ми рече да се слечам и се слеков и да се видиш што криеш уствари. Се зачуди. Онака беше, да речам, немаше видено да речам тоа толку добар. Напрашваше нешто поврзано со enhancement, со такви работи дали користам и тие работи во тој момент ништо не користев. Интересен факт. Тоа што беше восхитен, јас уствари тоа беше cutting период. Само се да речам топев масти за да стигнам до некоја композиција солидна за да можам уште еднаш да клавам одново мускули. Така значи што од самиот почеток работиш на тоа, работиш да остане телото сензитивно. Интересен факт. Да. Очекував да слушнам некоја друга насока како што си одел да речеме eat big to get big или така нешто, ама очигледно не било така. Од почеток беа добро изработени, да речам, процесите. Добро беа изработени, добро беше сватена уствари цела тематика. Цела тематика. По негова препорака излегов на прво такмичење. Првото такмичење се знае, тоа е прво такмичење, колку да видиш до кај си. Ми интересира мајндсетот. Мајндсетот каков беше тука? Првото такмичење? Да. Да речеме ете тие последни неколку недели да не навлагаме од почетокот, пошто и гарантирам дека до неколку недели пред самата бина не си знал дали ќе излезеш или не. Искрено ради тоа што не беше моја желба да излезам јас, затоа што не се осекав спремен, тоа беше само препорака. Само препорака, не се осекав спремен, не ни се спремав за да излезам на такмичење. Туку беше како што спомнав cutting phase, па излегов на такмичење. Бев малце збунет. Дали го прамова по своја желба
или некој ме тера да го правам ова, значи се размислував на тоа. И после тоа ми беше добро да речам, научив многу дека треба уствари спрема тоа да биде моја желба, да биде уствари моја никогаш да не да излезам уште еднаш неспремен. Тоа ми беше уствари првото нешто што сфатив од првото такмичење. Точно. Следно, нека биде се точно на време и се испланирано, се добро изменаџирано и нема уште еднаш да бидеш неспремен на такмичење. Јас бев солидно спремен за да излезам, бев прилично чист, али да такмичам дефинитивно не. Имам видено сликите. Такмичарска форма. Ги имам гледано сликите, имам видено и конкуренцијата, искрено. У тој период имаше излезено против надпреварувач кој што беше доста спремен. Сега околу тој дел ме интересира. Кажи ми за првото надпреварување. Дали користеше нешто или се уште беше у таа фаза кај што си натурал? Првото такмичење беше фаза кај што сум комплетно натурал, не користам ништо. Точно. Значи сепак тука можам да потврдам. Нема enhancement, Така. нема pet loss agents, нема ништо. Значи комплетно натурал, уствари. И после тоа продолжив да речам без користење на enhancement, понатаму и прилично добро напредував. Да речам, нема некоја граница што можеш да направиш дека ти имаш ограничување во растот, Плато, ти секогаш можеш да напредваш. Само што прогресот ќе биде многу спор. Ти континуирано пак ќе можеш да напредваш како натурал, само прогресот ќе се успори, нема да го достигнеш тој левел да речам. Што може да се достигне со оглед со на употреба, тоа пример, на enhancement. дека ја знам конкуренцијата против која излезе. И кажи ми каков ти беше пристапот и мајндсетот дека знаеше дека идеш да речеме со голи раце на некој кој што е наоружан, доста наоружан да речеме во тој период. Кажи ми околу тој аспект како гледаше? Искрено не сетлаше во таа смисла. Во таа смисла не ни размислував, само што не гледав ни конкуренција ни ништо, туку размислував дали јас сум најдобриот пакет моментално што можам да бидам за да бидам компетитивен на бина. Така. Тоа ми беше битно. Не ми беше битно дали другиот зема, не зема, што предности има, колку инвестира и така натаму. Се бев фокусиран на самиот себе. На самиот себе, така. И научив нешто многу битно, тоа што спомнав претходно. Да, интересно е тоа што веќе втора, скоро трета година работам со тебе. И првото нешто што го научив е тоа, да. Дека треба фокусот да ми биде на себе од почеток до крај на припремите и за време додека сме таму. Пред надпреварот, што поише ги премислуваме работите против кој, како и зашто е. Прво сликата е најнерелевантно нешто преку кое што можеме да видиме конкуренцијата каква е. А и сепак се работи за доста субјективен спорт каде што и самите суди не знаеш денот како ќе судат точно, има правила, ама имаш и преференции кои што ги има одреден судија. Судите многу малце ќе зависат од исходот, според мене, доколку сме спремни на време. Да. Кој што треба. Да. Кажи ми, многу мало влијание би имале. Пошто предпоставувам дека тие припреми првите да речеме, си self-coachable, така со некои препораки од страна. Во тој момент self-coachable, јас. Да, сега, Да, ме точно. интересира околу тие припреми, поврзано со едно прашање кое што го добивме од еден од тие што не гледа. Што би било нештото кое што прво ти паѓа на памет за да го смениш у тие припреми, доколку би имал шанса? По првите припреми? Да. Да не излезеш. Тоа е првото нешто. Значи, првото нешто е да не излезам, да си оставам малце поиќе време за прво спремање, посебно натурал. Значи, спремањето enhanced и natural има многу голема разлика. Пример, enhanced спремањето може да трае од 12 до 20-24 недели. Natural би траело од прилика 24, 30, 34 недели. И тоа што измеѓу ќе мора да има некаков, да речам, бридж, diet break. Нема таков збор, нема период кај што ќе треба да се исклучиш од диета, пак си на диета. Да. Само што ќе треба да се исклучиш од дефицит, пример да бидеш maintenance некој период. Се со цел да се регулира замор, кој што е многу присутен,
ап регулација на тироидните хормони, ради тоа што константно си во дефицит, не користиш, немаш енхенсмент да користиш тироидни хормони, да го одржаваш метаболизмот, Да. да речам стабилен, и да може и фет лос да продолжи. Значи, за натурал би биле припремите сосем подруги и би траеле подолго од обично. Тоа што телото е понежно, имаш право, посензитивно е на апсолутно се. Се дава малце подолго време, рачунај не си заштитен со ништо, освен што може да ги задржи мускулите. Да. Треба огромна прецизност со тренинг, значи тренингот, храната, која што да речем не е многу голем проблем, ќе се следи. Тренингот е нешто кај што не треба да имаш пропуст, кај што треба да одржаваш перформанс за да задржиш мускулна маса. Значи заморот треба многу добро да се регулира, се со цел тренингот да биде добар. Да. Натурал е малце по да речем комплексно да се извади добар пакет. Така, би се надоврзал и ја на ова, пошто е за двајцата прашано кој што гледам. Од првите припреми, дефинитивно карбс можеби, иако знам дека ти не би се сложил, ама фец никогаш више не би спуштил на минимум или на тресес, никогаш. И исто делот на тоа дека сепак се работи за бодибилдинг, а не атлетичари или да трчаме. Поради тоа што не треба со сати да е кардиото и тренингот да ми биде поради тоа сведен на минимум и искрено хормонално како се осеќав и психата каква ми беше на толку ниско фец, не би го повторил. Да, али едно добро искуство од него се добива една добра лекција, да речем. Да. Се добива една добра лекција. Околу тој дел сакав да те прашам, да речеме кога станува збор поради тоа што си еден од најуспешните, а и би кажал искрено и најуспешен тренер кај нас. До кој екстрема си спремен да отидеш со такмичар, ете да земеме натурал прво, па потоа enhanced, во аспект на исхраната? Колку ниско е доволно ниско за некој кога не е спремен да речеме, а сме блиску до бината? Или сепак би отишол на варијанта што е потребно. Или би одел на варијанта да се направи постпон на такмичење, да се одбере следно такмичење? Стартно секогаш ќе одберам да имам соодветно време, за да не треба да одам многу ниско. По целиот процес си го штитам тренингот, делот со тренингот, нон-стоп. Се дури можам да одржавам перформанс, се дури можам да ги одржавам, да речам, да ги движам тие килажи што ми ги направиле мускулите уствари. Така. Да, би го одржал јадењето најниско можно, ама да го задржам тој перформанс. Би бил на, да речам, рестриктивен толку колку што ќе ми овозможи да видам да го задржам перформансот во теретана. Тоа ми е најбитно. Сега кај секој тоа ќе биде различно. Обично не би одел никогаш. Што го даваш точниот одговор у смисла на не кажуваш 0, не кажуваш 50, не кажуваш 100, не го кажуваш доволно ниско. Мислам дека на доста од гледачите тој дел не им е јасен дека не постои формула посебно низ исхраната каде што јас, Божидар и уште четворица можеме истата исхрана да ја тераме. Се работи сепак за тело кое што дишејќи ти трошиш еден број на калории, дишејќи ја трошам друг број на калории, мојот аутпут за време на тренингот е друг во споредба со твојот. И така, интересно е тоа што точниот одговор кој што мислам дека ќе им треба време доста на гледачите, посебно кај нас, да го сватат дека не постои равен како е што секој пат А плюс Б еднакво на С. Да, нема генерален одговор. Има со клиенти кај што ќе останам дури на 200 хидрати во денот и нема потреба да намалам, да речам, за да излезам до најдобра можна форма. Може само полошо. Има клиенти што мора да стигнат до многу ниско за да ја постигнат посакуваната форма за на такмичење. Интересно. Кажи ми вака, поради тоа што оваа година реков дека доста бурна за тебе, од секој можен аспект, ќе се префрлиме малце на надпреварувањата. Многу одеднаш, многу од никаде, иако тоа од страна барем така изгледаше, претпоставам кај тебе е сето со плани испланирано.
Кажи ми, која е најголемата разлика која што ја виде во двете лиги, во IFBB Elite и во NPC, да речеме, во IFBB го стигна пикот, каде што успеа да освоиш прокарта на такмичење кое што беше, па можеби најконкурентно кај нас. До сега таков Херкулес, да речеме, не сме имале толку компетитивен. Интересен беше Херкулес, многу добро си поминавме на Херкулес тогаш и се смеевме со Боби тогаш. Имаше многу добри такмичари и му реков дека победив не дека бев најдобар, дека бев најубав. Така е, на лепота. И тој се смееше тогаш, да. И тој се смееше тогаш. Во двете лиги која е разликата? За мене нема многу голема разлика, ти одам со друга цел да се такмичам, во смисла јас се презентирам набина и го представувам прогресот што го правам од тоа што најмногу го сакам да тренирам. Дали ќе газнам таму, ќе се слечам таму, ќе позирам на табина или на друга табина, нема многу голема разлика. Има отприлика разлика со кој ќе такмичиш и нивото на такмичари. Од тој аспект ме интересира. Во која смисла? Во која смисла ова за да ме сватиш поубаво? Пример, ако би такмичил, да речам, во Македонија, а јас пример правам 10 години секој што треба. 10 години се трудам да извадам максимум потенцијал од мене. Секако овој не е максимум потенцијал, секоја наредна година можам да бидам подобар. Ова е пример само почеток за мене, али евентуално во оваа лига би се такмичил со некој што сега прв пат сака да излези и да се представи за прв пат, да почне да работи тренер нешто во Македонија, да слушнат за него. Јас би се такмичил сега со него. Би такнува со некој нов што вежба една година. Таа е нереална конкуренција со мене, за мене, ти такнува. Се сложувам точно, да. Тоа е нереална конкуренција за мене. Не би такмичил со некој, пример, јас сум почнал така, ме сваќаш. Ова лига што е тука е добра за да се започне. Значи, убаво е да се такмичиш тука, да започнеш тука да такмичиш, да се научиш нешто, да видиш такмичење, да го осетиш духот на такмичењето и тие работи. Веќе нема смисла, пример, за мене е low aim. Low aim е пример криминал, тоа го рече Брус Ли, јас не го рек. Рекнува во таа смисла генерално би остал тука да се такмичат некои нови што сега започнуваат или има многу добри такмичари, пази, на македонското пример такмичењата тука се екстра. После тоа имаме балкански такмичења кај што исто има се солидни, не ки знае колку добри, сепак има некој што ќе излези и во погоша форма, се разбира, сегде има такви. На крајот денот мора некоја декорација. Да, е декорација набина. Веќе европските такмичења и светските такмичења се има солидни такмичари. Има класа такмичари. Посебно по категории. Не те слушав на кратко. Не, ништо, пратев. Да. Интересен факт. Кажи ми, со оглед на тоа што пробав уште само што завршија такмичењата и поради тоа што има веќе во план со подкастов, сакав да те чепнам да видам на како ќе изреагираш. Кога те прашав од аспект на тоа како си задоволен и дали било праведно, интересно беше што се сложи со одлуката на судиите, каде што да речеме повеќето на перорувачи ги прашаш секој пат ќе најдат зашто изгубиле, ме разбираш, ама зашто изгубиле у смисла на негативното, да се префрли вината на друг, ете тренерот е крив, судиите се криви, не знам, на свој терен има излезено на негово такмичење и така натаму. Кажи ми, дали мислиш дека никој не гледа, а да сум јас подобар малце? Така е. Кажи ми, дали мислиш дека ваквото размислување потекнува од тоа што да речем имаш период точно кај што работиш со тренер, но претпоставувам дека и за овие припреми беше сам, така? Да. Дали мислиш дека тоа размислување кое што го имаш од аспект на да си само критичен доволно е резултат на селф-коучингот? Да сум само критичен во смисла не сум само критичен на смисла, јас мислам дека сум реален. Не сум само критичен. Само сум брутално реален. Не би се сложил, ја ти го кажам. Моето размислување, мојата гледна точка на за двата настапи.
Ради тоа ми беше интересно поради тоа што сепак да донесеш одлука на, да речеме, релативно за тебе ниско храна и да си реален и да донесеш правилната одлука е доста тешко. Ради тоа мислев која е корелацијата измеѓу двете, што мислиш според тебе? Ова такмичење сега, пример, овие такмичења што поминаа во NPC, први за мене, видов дека овде нема такмичари што орат на такмичење случајно. До продавница бев овде, ај ќе појдам на такмичење. Да, ај излезен сум секако, ќе поминам до салата овде, ќе се слечам малце, ќе се постегам. Такви нема. Сите се да речам многу солидни на солидно ниво. Со цел. Правиме муабет со мојата категорија. Јас сум над 100 кила категорија, кај што имаше по 110-115 кила мускули набина до мене застанати. Значи, тоа не е случајно направено и не е направено во 2 години, во 3 години. Така. Тоа е направено во деценија работа. Кажи ми. Секојаш кој ќе би зборат тука, пример в теретана, кој ќе нешто онака најдобар си, ова едно друго. Од кој? Теретана тука? Исто тој дел ме интересира. Кажи ми притисокот како од страна. Притисокот како од страна ме интересира. Како се поднесуваш со тоа, поради тоа што да речеме кај нас можеби нема некој што е поконкурентен. И фала ти, ама не сум, му викам. ми се свиѓа како размислуваш. Така. Многу поише објаснето што требаше беше овој дел. Кажи ми друго што ми интересира. По смисла, знаеш во која смисла го ги? Фала ти, ама не сум, му викам, да, ме споредват со луѓе, пример, што излегват на вечер, одат на кафе, не се сериозни, или се такмичат во Македонија, или небитно што. Јас сакам да се споредам со тие што 10 години го прати истото ко мене. 10 години нема off plan биде, например. Нема 10 години прави секој што треба. 10 години тренира без да пропушти сесија, без да пропушти серија, без да пропушти повторување на тренинг. Јас се споредам со тие, јас сакам да такмичам со такви луѓе, значи што го прати истото ко мене. И споредено со тоа се проверва. Ете, проверив, излегов на такмичење NPC и на првото такмичење Австрија, бев трето место. Кажи ми, Австрија дали беше такмичење каде што влезе во оверол или не? Во оверол влегва само победникот од категоријата. Да, али обично оверол е супер тешка категорија, 95%. Така. Пример, кој ќе победи во супер тешка е најчесто оверол. Оверол. Така, кажи ми, од аспект на критериумот, дали осети исто така разлика помеѓу двете федерации? Да речеме, ете ќе збориме за Open Bodybuilding конкретно овој подкаст. Кажи ми дали осети некоја разлика според тоа што го бараат судиите кај нас во супер тешка и кај нив? Кај нас нема супер тешка. Да речеме, нема супер тешка кај нас. Кај нас имаше последното такмичење кој такмиче во Македонија и кој одев да ме запишат таму и што категорија сум? Билдер. Овие ми вика сите се под 90. Ти колку си? 101, му викам. Тоа беше 2022. Така да сите под 90 беа останатите, јас бев над 100 кила во тој дарен момент, 2022 на такмичење во Македонија. Драстична е разлика. Значи нема супер тешка за распоредам. Да. А генерално судењето си е сегде легитимно, мислам дека се супер судите и тука и таму се си е легитимно. Обично 99% од случаите е така. Така, кажи ми од аспект на кондишенинг, колку е важен според тебе у, да речеме, у Open Bodybuilding, у Classic Physique нормално е, поради тоа што се бркаат weight limit, се брка килажа, нормално е да се по-кондишен, подрај. Кажи ми, у Open Bodybuilding, што се цени повеќе според тебе? Или да речеме, ако би бил ти судија, што би ценал повеќе? Облик, да речеме, топчест изглед, или сепак би идел на тоа да сме по-кондишент? Кондишн не би се исклучило никогаш од услов. Значи тоа е прво да си спремен на набина е најбитно. Тоа е прво и генерално. Многу битно. Е после тоа следи се е комбинација. Се е комбинација, пример. Мускулна маса, колку таа е пропорционално распоредена на телото е доста битно исто. Во Open моментално поќе се цени, да речам, roundness,
големина, да. Али аматерски такмичења, според мене, кондишенинг е број 1. Аматерски такмичења победуваат кондишенинг секогаш. Знаеш од кој Секогаш. аспект те прашувам? Мислам дека знаеш имавме еден дел кај мене у припремите, у моите припреми кај што едноставно сакам да сум кондишент и имаше Знам. период кај што ми рече ама не по секоја цена. Не по секоја цена, да. Првиот надпревар ни беше светското каде што видов дека не е по секоја цена поради тоа што за рок од 3 недели мислам дека беше од светското до државниот настап и Diamond Cup донесовме две различни форми. Значи тогаш првпат видов дека уствари некогаш и не треба да си по секоја цена најкондишент на бина. Поради тоа што ете да речеме кај мене има партии кои што ги снемува едноставно, ако отидеме до таа граница. Се сложувам, да, значи то беше и препораката од мене и од искуство се има поќе пати десено да не секогаш би одел да речам многу да се бара кондишенинг во даден момент, ако во случај има некоја да речам млада мускулна партија која што сега сме ја развиле скоро, таа е обично првата што ќе ја снема, а ни е доста битна. Пример, ако сме работеле една сезона да плаваме гради, пример, и ние сега сакаме да имаме glute striations, пример, за да ги имаме тие glute striations, може да жртвувам да немам гради. Во овој момент не ми се исплаќа да направам таква жртва за да имам glute striations, туку би дошол до некоја комбинација, да имам најдобра можна кондиција posterior chain, Така. али да задржам што е можно поиќе. Уствари во овој момент излегва на виделина дека и симетријата има доста голема, уствари пропорциите имат доста голема улога, пример. То може да биде случај не со градите, пример со грбот. Рачунај ги губиш во две пози се гледа глуц, пример, само грбот ги влијаш од сите страни, ме сваќаш. Или рацете ако се пресно развиени на некој начин во наводници, можеш да ги изгубиш, се со цел да добиеш солидна кондиција, пример glute striations или небитно каде дали во грбот ќе бидеш целосно изрезбан, може да изгубиме некоја мускулна партија што ни е доста битна и што ни исполнува некои пропорции, да речем, за да изгледаме солидно на вина. Не е во овој случај не е се до кондишенинг на крај крајава. Така, нешто што ми текна сега додека разговараше, кажи ми, викаш дека повеќе од 10 години го правиш ова на, да речеме, 100% или близко 100%. Кажи ми, во што ја наоѓаш мотивацијата, да речеме, да продолжиш, поради тоа што го слушам драйвот што го имаш, верувај дека се префрла на сите клиенти со кои што работиш, тој драйв даваш пример на секој клиент како треба да изгледа. Мислам дека секој тренер треба тоа го прави. Лично јас се трудам да оставам убав впечаток на секој клиент кој што работам. Не мора ни да ми е клиент, секој што ме гледа од страна. Сакам да дам пример дека ете можеби генетски не сум најнадарен, ама до сега секој пат испадна у моите такмичења работата, да ги надработам сите. Кажи му што ја наоѓаш мотивацијата? Сите генетски понадарени од тебе, ти на некој начин си ги дотерал, уствари. Да. До сега. Тоа е докажано од твоја страна. Пред небитно колку 4 години, мислев дека се правам 100%. Или наредната година и ти наоѓаш дека нешто уствари фалело таа година. Ти текнува и сега пример претходната година мислев дека сум 100%, ама сега научив дека некои работи уствари не биле. Како на пример? Сега одва и чекам да дојде другата година и да научам што сега моментално не правам кој што треба. Јас се трудам да биде се 100%, али секогаш наоѓаме, да речам, начин, наоѓаме нешто што потаму го учиме дека уствари може и не било најоптимално во даден момент. Уствари јас сакам да се најдам што побрзо да се најдам грешката за да можам да напредам. Така. Тоа го правам цело време секоја година. Ама во даден момент
давам 100% да бидам најдобар што може. Во даден момент давам 100% да бидам најдобар што може, али си ја барам грешката моментално каде негде грешам за да можам да се подобрам. Тоа го правам секоја година. Така, те разбирам точно. Имаме тука едно прашање кое што е интересно. Кога го спомна веќе грбот пред некој момент. Каков тренинг сплит би користеле кога би сакале да поправите одредена мускулна партија, на пример грб? Претпоставувам дека е околу фреквенцијата, колку фреквентно. Дали мислиш дека ако повеќе пати го тренираш, според мајндсетот кај нас, дека ако повеќе пати се тренира, ако се тоа повеќе серии, дека ќе напредува? Колку е тоа мит? Фреквенцијата на тренинг е битна, да. Колку тој сигнал за една стимулација го добива телото за да расте, ама многу е побитно тој сигнал да е исправен уствари. Значи, што ќе се деси ако вежбаш повеќе пати кој што не треба? Пример. Тапкаш уместо? Значи, прво најбитно, да. Што ако во моментот немаме пример добра изведба на вежби, немаме стимулација на тренинг и тој практис го применуваш почесто. Ништо нема да се деси. Целта е прво да направиме да имаме соодветна стимулација, значи ефективен тренинг, правилна изведба на вежби, стимулација на тренинг и тој сигнал од стимулација го повторуваме што почесто. Колку често, толку често колку што телото ќе овозможи тренинг, уствари колку ќе се опоравиме од тој тренинг. Најчесто можно е најдобро ако сакаме да поправиме некоја мускулна група, или најчесто можно пример за раце и најчесто можно ако сакаме да поправиме нозе, ќе биде различно, ради тоа што захтеват различно време на опоравување. Рацете би се опоравувале малце побрзо, можеме да ги вежбаме малце почесто, нозете би се опоравувале поспоро, би можеле да ги вежбаме пофреквентно, ама не толку пример како што би можел да вежбаме бицепс или трицепс, во таа смисла. Те разбирам. Значи, зависно од што мускулна група и зависно многу од правилен стимулус на тренинг. Сега поради тоа што знам дека си, да речеме, некој период после такмичење, дали си започнат со излезен од рекавери фаза или си у некоја фаза каде што одржуваш? Моментално сум во фаза на improvement phase, mass phase, така да растиме моментално. Така, имаме прашање од еден твој клиент, мислење за deload, дали и кога има потреба и на кој начин? Мислење за deload? Да. Дали има потреба deload? Кои се сигнали, да речеме, кои што ги приметуваш кај еден твој клиент, кај што ти дава јасно дека е спремен за deload, дека може би е попаметно да се направи еден чекор назад за да се направат 3 напред? После таа фаза. Да, значи прв сигнал кој што обично се дешава е стагнираме на тренинг. Зависи од која фаза се наоѓаме, стагнираме на тренинг, пример во mass phase, тоа се дешава, имаме стагнација на тренинг, апетитот е намален драстично, заморот во текот на денот е доста зголемен, од овие претходните работи спиењето не е кој што треба исто. Значи тие се неколку работи што ќе доверат до тоа. Во мојот случај пример, јас би го изведел тоа на подруг начин. Како на пример? Ако се дешава пример да треба да има deload некој со тренинг, тогаш јас сум сгрешил нешто во програмирањето. Уствари, јас свесно би го донесол него до deload и би направил deload планирано на некој начин. Така. Да. Претпоставам дека тука за ненадена одлука станува збор према тоа како е поставено прашањето. Да, тоа обично се дешава од, да речам, од life stresses, такви работи, од нерегулирано спиење најчесто, може да дојде до претходните работи што ги спомнав, пример да немаме прогрес на тренинг. Тогаш ќе биде некој начин на deload, пример дали ќе се намали интензитет на тренинг, ќе тренираме пример, или евентуално јас би одиграл со намален тренинг волумен, пример ако 50% намален тренинг волумен во смисла
ако имаме негде 2 серии, би одел со една серија, ако имаме 3 серии, би одел со 2 серии, се со цел да се намали заморот на тој начин, или би овозможил 3, 4 или 5 дена комплетен одмор, па се враќаме на тренинг повторно почнуваме нов мезосайкл да речам и почнуваме од минимум тренинг волумен повторно да градиме. Ако се работи ова во период на mass phase пример. Ако се работи во период на дефицит, можно е пак ми е организирано, пак ми е програмирано на некој начин. Затоа има една работа што се вика периодизација. Така. Пример, ми е планиран период да имам пример, ако се работи за дефицит, да имам пуш од 8 до 10 недели, тоа е fat loss push, би имал да речем 8 до 10 недели, имам планирано една недела maintenance и тука би одел пример deload. И после тоа имам уште еден push, најчесто од 8 до 10 недели fat loss и би завршил пример со шоу или така би било испланирано некој. Точно. Не може генерално да биде, не е генерално вака кај сите, али обично имам некоја периодизација претходно со deload. Интересен факт кој што го спомна е сонот. Предскоро дека мислам дека многу underrated работа, посебно кај билдерите, дека јас ја приметив таа разлика од првите припреми со тебе до овие сега, дека уствари најдобар agent за fat loss ми беше сонот. Само што се поправи сонот, се поправи припремите. Во споредба со првите припреми го имаме правено муабетот и приватно, а мислам дека е интересен и да се каже и тука. Мислев дека ако стануваш у 3 сата, ако го правиш у 3 сат кардиото, дека си по-хардкор. Да, дека спие конкуренцијава ти тренираш. Да. Тоа е идеално пример во endurance спортови, кај што и во другите спорти кај што се бара перформанс да ги надработиш, али тоа е не важи за бодибилдинг. Малце за фркната бодибилдинг си бара малце подруг тајминг, малце туку многу поголема прецизност. Да. Пример, што поќе тренираш во другото ќе видиш евентуално подобар, ти го применуваш едно исто цело време. Пак го повтораш, пример, шуткаш накош и цело време шуткаш накош, што поќе шуткаш, што поќе најверојатно да се навикнуваш невролошки, ги учиш работите, ти иди како second nature ти уствари. Да. Во бодибилдингот пример не е што поќе е поарно, пример. Има работи што треба да се запазат. Точно. Едното е и спиењето, да. Имаш подолг период на спиење, значи во тој период се регулира лептинот, грелинот се регулира хормонот за глад, значи имаш подолг период кај што не јадиш храна, кај што си фестинг, во тој период топиш масти. Да. Тој период на топање масти ти го скратваш тој период, за дури кортизолот ти е висок, тоа акумулира плюс water weight на тебе, значи плюс вода задржуваш и на тој начин ти и после тоа си на некој начин многу позаморен, затоа што немаш добро спиено, пред тоа си бил уморен од кардио, сакаш да истренираш, тренингот не ти е заштитен, заради тоа што најверојатно би работел нешто, пример ти во случајот со клиенти, Да. и после тоа тренингот иди да го имаш во незаштитен период. Тренингот е прва потреба, пример во дефицит, кај се надолорен со претходно што правевме муавет, од тренингот зависи колку ќе задржиш мускулна маса и во случајот преку тренингот трошиш најмногу калории. Значи телото за опорување ти троши калории тебе 24-48 сати после тежински тренинг. После кардио трошиш само во моментот. Значи во случај да падне перформансот, метаболизмот забавува. Точно. Ако да падне перформансот, метаболизмот забавува. Тоа значи уште поголем дефицит. Тоа значи се носиш во позиција во дупка, кај што потешко можеш да излезеш. Значи многу е битен перформансот. Точно. А перформансот се штити со спиењето, многу битно. Да, спиење. да. Целото е како ланец, така, поврзано. Интересно е тоа што се враќаме пак за драйвот. Некогаш и премногу драйв не чини. Тоа го приметив исто кај моите припреми, кога ги споредам двете. Драйвот што го имав кога целта ми беше да освојам Балканско, беше нереален. Значи, легнував у полузаспана ситуација бев. Јас чекав што наредно ќе се случи. Со оглед на тоа што
ако споредам со овие припреми, ги правев работите и немаше премногу да речеме дебатирање и разглабање, што би било, како би било, зашто би било. Ги правев само работите, не ги премислував инструкциите кои што ми беа дадени и буквално живеев како билдер како да ми е лајфстайл живеев. Не живеев дека ете го сега иде да бидам обсесивен со тој дел. Точно, окей, убаво е да имаме желбата, нели, да се истакмичиш и се, ама некогаш ете таа преголема желба и драйв, мислам дека многу повеќе можевме да направиме. Иако пакетот беше добитен. Да. Многу битна работа во бодибилдингот е што треба patience и да речам да сме посмирени со работите, оти да чекаш што наредно ќе правиш е како друг вид на procrastination. Уствари ти се плашиш дали следното што ќе го правиш ќе го завршиш. Да. И со таа цел ти чекаш уплашен да не го пропуштиш кардиото, да не ти биде мака, што побрзо да го завршиш. Тоа е друга форма на procrastination уствари, според мене. Значи бодибилдингот захтева малце поиќе patience, малце поиќе смиреност и се прајање во тајминг. Значи се прајање во специфичен тајминг. Да му возможиш на мозокот да одмори кој ќе треба да одмори и да биде спремен кој ќе треба да биде спремен да даде максимум на тренинг. Соодветна припрема за кардио и се останато, значи малце по-специфичен спорт, затоа и знаеш, убаво е да си има во овој спорт притисок. Да речеме ќе се надоврземе сега со една тема која што планирам да ја започнеме, ама мислам дека тој притисок ете што го викаш дека нема да стигнеш на време или нешто слично, дека те носи у таа дупка. Јас уствари што правев? Не спиев навечер, а преку денот имав по неколку пати дремки, место да имам еден континуиран сон. Од самото тоа немам време, уствари ако го распределев нормално времето и ако нели дадев приоритет на такмичењето и на припремите, иако мислам дека кај мене веќе е влезено, кај тебе без сомнеш, нели, влезено у тој лајфстайл, едноставно тоа го живеам. Тоа го правам. Тоа ми требаше да ја направам разликата дека не можеш да си билдер само 12 недели. Мораш да си континуирано, не постои нешто што се вика пауза во овој спорт, да речеме. Да. Тоа е интересна работа. Да, околу делот за прешер, кажи ми, пошто сигурно у текот на, да речеме, оваа кариера што имаш правено повеќе серии. И сега според тоа што гледаме и кај тебе на објавите што може да се види дека секој пат е сведено на 2 до 1 работна серија. Кажи ми, дали го осеќаш притисокот од позитивен аспект дека оваа недела имаш, да речеме, една шанса да си подобар само. Ме разбереш дека треба да искористиш. Кој е подготвувањето од ментален аспект за серијата која што следи, со оглед на тоа дека, да речеме, за нешто имаш сведено на една работна серија? Притисокот е неизбежен, секој ден го има и тоа е интересното. Да. Тоа е зошто пример не тера да одиме и да се покажеме, да речам да во еден даден момент да можеме да дајме максимум пример на една серија или ако имаш некаде 2 серии. Неизбежно е тоа, според мене, не можеш да го избегнеш постои цело време. Едноставно тренингот ти станува одиш на тренинг и има период кај што ако не се запрашаш зошто го правиш ова онака, да си речеш вреди бе ова јас, зошто вака? Според мене не тренираш доволно добро, интензивно и на некој начин тоа е самиот притисок што се создава при тренинг. Иди момент кај што е многу тешко да прогресираш, тоа е многу нормално, туркаш граници и неизбежно е притисокот е составен дел од не само во секој имаш, во секој перформанс ти се работи за спорт кај што покажаш перформанс на тренинг, пример немаш перформанс да речам на дур се такмичиш, пример. Во другите спортови дур се надпреваруваш, ги имаш перформансот и тој притисок постои таму. Кај нас притисокот е на тренинг, значи тоа уствари го има во секој спорт. Така. Значи,
Постои, кој ќе имаш нешто кој ќе имаш зацртано нешто дека треба да турниш некоја граница што ти било пред една најла граница и сега треба да поминиш преку тоа, како можеш да го избегнеш притисокот, не знам аз. Така. Ако не се запрашиш зашто си тука, Јасно, дојде до значи, таа, да со речем, јасна цел сме уште граница. пред да почне тренингот. Те разбирам. Кажи ми, Ти со кој не избеш? има едно интересно прашање тука. Како Божидар ја гледа моменталната ситуација на бодибилдингот во Македонија, од аспект на дали има талент и доколку постои можност да ги напомене дел од талентите? Дали има талент? Има многу таленти на бодибилдинг, во бодибилдинг сцената во Македонија, да речем. Дали гледаш успех, да речеме? Некој кој што би Успех- бил, некој кој што би Успех да стигнал, гледам и речеме. талент има разлика. Уствари, до успех ќе дојде ако се искористи талентот. Талент има, секогаш и ќе има. До успех зависи од тој што го има талентот. И пример, работата на поединците. Генерално како ќе се движи, како ќе биде патот, како тој ќе се го одлучи, да речам, патот понатаму, како тој талент ќе се развива понатаму. Значи, таленти има многу, да, има талент. Така. Дали треба да ги напоменам сега, ќе заборам некој, ќе ми биде незгодно после, нема да зборам за тоа, иначе таленти има доста, да. Јас мислам дека Не само како мои клиенти, пример, што работат со мене, има доста и што не работат со мене, што се доста талентирани точно, да. и можат да постигнат многу. Дали тие ќе постигнат според мене искрено во Македонија со ваква околина, ќе биде многу тешко. Ради околината. Оти пример, околината те ограничува да напредваш. Во која околина си, толку ќе напредваш. Да имаш видено на што е сликата со ајкулата, пример, што е во Да. океано и што е во аквариум. Да. Значи, тоа е вистина. Толку ќе Околината влија, напредваш. точно. Да, многу е битно, не мајндсет гледано, физички услови што ги имаш во теретаната, пример, мајндсетот е најбитно, значи ти теретаната ќе смениш, ако мозокот ти работи да напредваш, теретаната ти ќе смениш, ќе најдеш соодветно место. Така. Ама колку мозокот е спремен да оди next level, Мислам дека тоа е клучната работа, да, што искрено од моја гледна точка, иако сум премногу млад за да го зборам ова, мислам дека имаме талент, но немаме доволно луѓе кои што се спремни да отидат до таа крајност која што е потребна. Ме разбираш? Сепак бара многу. Од многу Се аспекти сложам, бара јас- многу. се сложувам, значи ментална спремност не гледам јас во овие деца, да речем. Многу. Има, ама ментална спремност не гледам многу. Како што спомнав, физички услови се битни за прогрес. Треба да имаш соодветна опрема, пример, треба да имаш, окей, да. Има ограничувања, пример, во некој теретана. Во некој теретани ми вика вежбам 35 кг еднорачни има во теретаната. Киндри јајци. 35 кг еднорачни шопреш, летање, пример, за рамо, значи имаш ограничувања, пример, не можеш да немаш соодветна опрема некаде, пример во некој теретани. И често пати знам да апелирам, значи треба да одиш кај има соодветна опрема, значи ти треба тегој, треба да напредваш, значи треба да имаш простор за напредок. Теретаната моментално не ти овозможува простор за напредок. Колку што ти овозможува простор за напредок, толку ќе напредваш. Не преку тоа. Преку тие ограничувања нема да поминиш. Сега најбитен од се е мајндсетот, пример, ако ти размислуваш во смисла прогрес, ти ќе си го најдеш местото кај треба да одиш. Да. Ама колку луѓе да размислуваат прогрес, не сум сигурен дека има многу ментално спремни што можат да одат далеко. До таму, да. До таа граница која што е потребно. Да. Сега мислам дека е ред да преминеме на прашањата кои што од овие прашања сите беа анонимно поставени, по некоја случајност, не знам зошто. Ама ајде ќе почнеме со првото. Ќе надоврзам две прашања едно со друго. Мислење за мастерон во период на маса и дали мастеронот намалува водена задршка која што е предизвикана од дека? Кој што е предизвикана од дека? Да. Мастеронот,
пример за користење на маса, значи од прилика мастеронот прво ќе го класифицираме во што спаѓа усвари. Мастеронот е дериват на DHT, кој што не задржува вода, кој што од прилика имаме link gains, најчесто зголемен neurological drive, сите останати работи, зголемена протеинска синтеза, намалено разградување на протеини, од прилика сите групи, да речам, дали ќе биде тестостерон бейс, дериватив на тестостерон, дали ќе биде дериватив на нор дериватив, дали ќе биде DHT дериватив, сите се ја имаат истата улога со многу мали карактеристики. Карактеристика на DHT е тоа да промовира lean gains, dryness, има помала задршка на вода во смисла не ароматизира во естроген. Така. За разлика од нор деривативс, како што е нондралон, пример, или тека, во било која верзија, дали ќе биде пропионат или деканат, нондралон деканат, ќе биде, имаме конверзација на естрогенот прилика 20% од конверзацијата на тестостерон. Дали би го намалила, уствари, задршката на вода при користење на нондралон во комбинација со мастерон и антат. Ако држиш воду раката, па да ти ја тргне, иначе вака другше. Не би намалила никаква задршка на вода, да и тоа што сепарирано би делувал нондралонот, сепарирано би делувал мастеронот, затоа што две различни работи си делуваат сепарирано, нондралонот секогаш би задржал малце поќе вода, и тоа што и главната карактеристика на нор дериватив се усвари задршка на вода. Дали таа вода ќе биде интрамаскулар, sub-Q, интравенус, значи имаш задршка на вода, и имаш таа специфична карактеристика на нондралон групата, така да таа ќе постои. Плюс од мастеронот би имал плюс задршка на вода, само не толку голема задршка вода и нема да имаш ароматизација од тестостерон во естроген. Јасно. Тоа е цела работа. Имаш компаунинг ефект уствари. Ќе имаш и од двете, само што од нондралон многу поќе. Така. Ајде сега едно доста контроверзно прашање. Како во Македонија да се стигне до квалитетни PEDs и која фирма би препорачале? Генерално ова е многу често прашање и во Македонија, да речам, до сега во 7-8 години од кој користам, не сум сретнал да има, да речам, фейк гир. Не сум ретко сум сретнал, има негде околу 2-3 фирми што ги имам селектирано, ги имам на некој начин обележано, дека не би ги користел заради тоа што практично потреба сум видел дека немале некој голем ефект, покрај што сите останати варијабили ми биле проверени со клиенти, пример. Се останато имав проверено дали е секој што треба, се со цел да видам дали стварно то и истата, да речам, фирма од небитно кои компоненти се покажала дека не е најдоброто нешто, ги имам селектирано. Настрана и испаднале сите тие да се едно исто. Сите останати, значи многу малци има фейк хемија, значи има еден од странство што вика drug works. Во смисла дрогата работи уствари. И стварно работи. Уствари тоа што имам видено е луѓето да не работат. Точно. Јас немам видено хемија да не работи. Точно. До сега. Имам видено само луѓе што не работат и барат начин да ја префалат кривицата дека, пример, ова не работи, затоа не можам да порастам, ако ги предереш сите негови работи што прави, во текот на денот секој ти биде јасно, пример, дали јади кој што треба, дали тренира кој што треба, само да ги видиш тие две работи, што прави во текот на денот и се може да ти биде јасно и за каков човек се работи и дека сака да ја префали кривицата дека хемијата не работи, иначе хемијата, обично дрогата 99,9% работи.
Интересно е... Само луѓето не работат. Тоа сакам да кажам, да. Интересно е што секој пат се гледа на тоа. Да е повеќе и да е што по-фенси. Да го имаат што повеќе инфлуенсери, да го имаат што повеќе странски тренери кажано и сите мислат дека е тоа успехот. Уствари, тука греши. Разбираш, греши што не е тоа со грамови. Разбираш, греши што не е најновото. Се бара начинот, се бара се грешката оти нештото најчесто се дешава ова. Измеѓу сега пример примоболан и тремболон. И вика примоболанот не работи, не го осеќам јас. Како ќе земам тремболон, Кога ќе го има удри, се потам ќе нервозен сум, агресивен сум, кашлам нешто, грлото одма ме фаќа, значи ама тоа знаеш како се констатира дека е се тоа позитивно, разбираш? Се тоа чини, тоа требало. Ефектот пример на стероидите го гледат преку side ефектите. Точно. А пример примоболанот е многу нема многу side ефекти, во смисла немаш side ефекти, Лесен компаунд. не дека не работи, тој си работи бекграунд, ама мускулниот раст не можеш да го осетиш. Земаш примоболан, ти растиш, ме свекаш, мускулниот раст нема осет. Да. Не можеш да го осетиш мускулниот раст. Ама тремболонот дека ги има тие side ефекти или пример метанот ги има тие side ефекти, задршка на вода, одма зголемена сила ради тоа што добиваш на леверс механикс, ради тоа што си поводлес, едноставно си попон поводлес, имаш одма делува орал, имаш многу поќе сила споредено со примоболанот, ќе мислиш дека примоболанот не делува, а уствари примоболанот промовира мускулен раст, мускулниот раст, не можеш да го осетиш. не е нешто што не можеш да го осетиш и side ефектот не е начин како да препознаш дека нешто работи, уствари. Знаеш кој Важно е да не го осеќаш многу, значи убава работа си направи ако користиш, а не осеќаш, да речам, такви side ефекти како зголемена многу агресивност или промена на текстурата на кожата. Така, да. Сега по таа смисла, значи многу е лошо што не сега да уствари дејството спрема side ефектите. Многу е лошо што дури и се поминати тие граници, каде што и тремболонот веќе не бил тоа, сега халотестинот бил, разбираш? Сега тоа било Да. тоа што треба драйв да носи, разбираш? Дури и за жал имав еден период кај што можев да видам у период на muscle building phase кај што го користат. Ме разбираш, каде што драйв треба од многу други извори да бараш, треба силата од многу други извори да иде. Ако земаш пример грам хемија, не знам на што драйв бараш. Веќе тука треба да Точно, да. само да ти иди дека треба да одиш да вежбаш, да ги бркаш работите што треба да ги бркаш и тоа што Или може би едноставно не си за ова. Разбираш, пошто не е работава, не е спортов само улје на крајот денот, кој ќе видиш. Има и други фактори кои што мора се на 100% кои што напоменавме. Има едно интересно прашање кој што мислам дека би го одговориле слично, а гласи вака следно. Кој метод се покажал како најдобар за успешен пиквик? да си спремен 3 недели пред Пред такмичење. пиквик, така е. Да имаш пиквик пред пиквик. Да си спремен. Уствари да имаш соодветна форма 3 недели пред такмичење или да немаш маски за топење 3 недели пред такмичење. Тоа ќе го имаш најдобар пиквик, и тоа што нема да имаш многу големи промени, драстични промени и ќе излезеш најдобра можна верзија. Јас би се сложил со ова и лоша мана од моја страна што имав на почетокот е што мислев дека кога ќе дојдат тие последниве 7 дена пред такмичење дека ја метаморфоза ќе направам, дека од мене Фил Хит ќе излезе. Знаеш, и чудно ми беше транзицијата од светското према државно, пак ќе спомнам овие припреми, ќе ги спомнам, каде што мене секој ден ми беше изгледав ја како пиквик, разбираш, дури нереално ми беше, си викам што подобро може сега од ова. И тој мислам работа која што скоро сите и кај нас и надвор ја мислат дека у тие недела дена сега тренерот или
тој што го води или што го сугестира, небитно, дека ќе направи магија, не знам, мускули ќе направи у тој период, тоа што го изгубил ќе му го врати, нејаснотија голема има околу тоа. Нејаснотија има околу тоа, најголемата нејаснотија во тука посебно, да речам, од кога почнав да работам со повеќе клиенти во Македонија, многу почесто побрзо се измени, сега веќе се изменува скроз, е дека дури ни спремањето за натакмичење не представува ништо посебно. Спремањето за натакмичење уствари представува топење на масти. Да. Тоа што ќе остане е тоа што ќе направиш во сезона. Значи најбитно цел од сезоната. Што ќе направиш во сезона, тоа ќе представиш навина. Спремањето за натакмичење е наједноставната работа што постои. Не е ништо посебно, значи спремањето за натакмичење е само топење на масти. Каде што ќе ги задржиме мускулите што сме ги изградиле во сезона и на тој начин ќе се представиме најдобро можно навина. Значи, уште кога почнав да работам, значи во Македонија, значи почнав да работам со дом, правевме во сезона, имав неколку клиенти такмичари, идат за спремање за натакмичење на 12 недели пред такмичење. Ти викаш што правиме? На 12 недели пред такмичење можам оти тој на 12 недели на такмичење да се спрема, не знае да вежба. Мене ќе ми треба еден месец да го научам да вежба за старт. Губиме 4 недели. Цела работа е што? Да, значи цела недела што од тогаш имаше на пракса кај што почнувавме да работиме стриктно со оф сезона стартно, па после припреми, се со цел да можеме да извадиме некој си максимум потенцијал во тој даден момент. Пример, да имам солидно време да коригирам тренинг, да имам солидно време да зголемам мускулна маса кај што има потреба да се зголеми мускулна маса и си оставам соодветно време за припреми. 12 недели припреми стартно со 20 кила отпојќе body weight или 20 кила отпојќе масти, не е соодветно време за да излезеш спремен за натакмичење. Така. Тоа беше на почеток пракса, да речам, 2020 година, тоа 2021 и после тоа како што работев со се појќе, се пренесваш за тоа дека ќе мора да се работи оф сезона, ќе мора да се максимизира тренинг за старт, исхрана, да се стекне метаболизам на некој начин, да се научи телото да троши енергија, да ја троши храната, а не да почнеме да го учиме телото да гладва стартно. Да. Значи да гладува стартно, тоа не е добар начин на работа. Се учи телото да троши енергија, да има ефективни тренинзи, се создава, да речам, метаболизам, се лава мускулна маса, се пополнуваат тие пропорции кои што има потреба да се подобрат и имаме соодветно време за спремање и излегуваме на такмичење. Така, кажи ми, поради тоа што лично видов како е и го применувам на клиенти, да речеме, како ти реагира некој кој што не е навикнат на протоколот, у смисла на дека фет-лос треба да заврши доста пред такмичењето. Кажи ми, поради тоа што јас истиот проблем го имав во 2 или 3 наврати можеби досега, каде што фет-лос фазата ја завршувам негдека 3 недели пред такмичење со одредена индивидуа и моментот кога накачуваш храна, гледаш дека работите идат кон полошо, ама не кон полошо поради тоа што лошо си ја проценил работата, туку поради тоа што самата индивидуа си ствара стрес дека ама претходно јас не јадев до такмичење, ама претходно јас до дента на такмичење кардио правев. Како се соочуваш со тој проблем, да речеме, од тој аспект? Иако на крај знаеш дека работата ќе биде како што треба, како ги пренасочуваш дека уствари вака треба да е? Тоа уствари е недоверба, значи стартна недоверба кон процесот. Обично апелирам да следиме план до крај, да се следат инструкции, затоа што ако пример ангажираш некој да ти биде тренер и после тоа почнуваш него да му кажеш како треба, мислам дека нема смисла. Ја грешиш работата. Грешиш лајкаш пари. Така е. Можеш да ги редиректираш финансиите на друга страна. Да мисли за тебе и после тоа
ти му кажуваш како треба да прави тој, то малце нема смисла според мене. Да. Му објаснувам дека нема смисла и кој ќе му објасниш на луѓето на таков начин е многу полесно да сватат. Битно е да сватат работата, не да му речам јас следи план и да се тргнам, да се повлечам. Да. Кој ќе му ја објасниш работите многу полесно можат да проследат понатаму. Да, интересно е поради тоа што ќе ги издвојам. Мија и Дарко, кај нив скоро слично беше, дури кај Мија и порано ја прекина фетлос фазата и стигна да речеме да јадат многу поише поради тоа што касно почнавме, да речеме влеговме скоро во припреми, која што е лично моја грешка. Дојдо до стадиум каде што кој имавме бридж помеѓу такмичење до такмичење, стигнаа да јадат доста голема количина на храна, потрошувачката да е минимална, а сепак формата да иде се подобро и подобро. Каде што разбираш, имаше на почеток сомнеш се до првиот успех, ама работата е што лошото кај секој такмичар е што успехот го класифицира според тоа кое место го освоил, не дали бил подобар од претходното такмичење, не дали пакетот е покомплетен, туку успехов, разбираш, пошто и да бил истиот резултат, ама ако на едно такмичење си земал прво, на друго трето место, тогаш божидари гоги во еден случај ќе бидат најдобри, во другиот случај ќе бидат најлоши, ти текнува. Тогаш треба јас да се молам тој што такмичи со него да не излезе толку добар. Да не излезе. Нема смисла во тоа. Значи обично се работиме на работите што можеме да ги контролираме. Точно. А што можеме да ги контролираме тоа што ние да бидеме најдобрата верзија во тој даден момент, во тоа време, на такмичењето, на денот на такмичењето, во сатот кој ќе биде такмичењето. Тоа е нешто што можеме да контролираме. Дали некој ќе биде прв, втор, трети или шести, ако излезеш во Македонија може да бидеш прв, ако излезеш на балканско евентуално ќе бидеш прв, ако излезеш на европско може да не дојдеш финале, ако излезеш во NPC може и да се запрашаш дали треба да продолжиш да вежбаш или да се сликаш со тие што ќе се такмичат таму. Што треба да излезеш против тебе. Зависи од каква конкуренција ти имаш, да, али најдобрата верзија ја бркаме секогаш, бараме да сме најдобрата верзија во тој момент. Тоа што можеме да контролираме, работиме на тоа. Генерално. Така. И како за крај да го привршуваме подкастов, мислам дека ова е прашање кое што е поставено преку 20 пати. И 20-та да издвоиме омилен чит мил. Ова е интересно, мислам, од твој аспект да се слушне, а у последно време мислам дека од мој аспект поради тоа што ти барем си сведок на тоа како работам и зашто работам, дека ако е црно, ако е бело, зависи каква ќе биде инструкцијата. Така да баш ме интересира каков ќе биде одговорот на ова прашање. Не сум возбуден воопшто, како што можеш да видиш. Да. Ладен сум. Чит мил, мој омилен чит мил пример во смисла јас дали имам Гутна ли човекот да праша? Ако би јадел нешто, а немам јадено долго време, после такмичењето не јадев ништо. Си продолжив да си јадам храната што си ја јадам, затоа што уживам да јадам храната што ја јадам. Ако би јадел нешто, би јадел некогаш после такмичење, после тоа што го сметам успех. Се што постигнав до сега не го сметам успех и не сум се почастил. Да. Сум го сметал како многу едноставно нешто кај што сум очекувано, да речем, како тренинг. Да, како тренинг. Дали би јадел, пример, може наредните такмичења, ако некоја зацртана цел што имам ја постигнав, би јадел, пример, нешто како бургер, фрајс, таква работа ми е. Би јадел, да речем, ако се осекам дека нешто добро постигнам. До сега не сум се осетил дека нешто сум постигнал изнешо. Се ми е регуларно, онака, да речеме, тоа што гледам ми е одлично. Ама ова е мајндсетот сега. А претходно? Сега дека јадам многу храна и затоа не ми се јади. Да, и тоа те прашам за претходно, за сега знам зашто е ваков одговорот. Да, за претходно дури бев на припреми, не ни сакав да јадам нешто друго. Едноставно би сакал да гледам истото јадење, малце поќе ориз, пример, би било поокеј, ама знаев дека не треба, има причина од јадам токава количина храна, заради тоа што имам цел да бидам
спремен тогаш и тогаш, заради тоа го јадам тој и то. Али не стриктно дека сакам да јадам сарма или сакам да јадам мусака или сакам да јадам полнати пиперки, ништо од тоа. Составен дел од Ништо од процесот е да пројде да мислата, нели? И во смисла со cheat meals, пример, и ти дека ми спомна за празниците и како работам со клиентите генерално. Да. Лајфстайл клиенти, да. Јас му овозможувам простор обично да имат cheat meals. Да ужива процесот, точно. Да ужива во празниците, тоа битно му е уживањето, не тие што се спремат за такмичење секако ќе нема да има многу уживање, ради тоа што бркаме определена цел, затоа што ќе се такмичат со треба да останеме компетитивни и да останеме шарп во мозокот, да сме мајндсетот да биде стабилен, макар што можеме кај некој да си дозволам, ако мислам дека сум порано со форма, генерално лајфстайл си добиват секогаш. Генерално, пример, кај тебе ов сезона, пример сега такмичар и ов сезона, да, окей е, еден оброк нема ништо да смени. Во случај да некој сака секоја недела да има cheat meal, се изведува, може да биде извадливо, ама не е нешто што ќе го подобри, нема да биде подобар ако го јади, пример, во таа смисла. Генерално ов сезона повеќето јадат и многу храна и немаат потреба од многу храна. Нема да се јади многу храна во ов сезон. Да, така да тоа е принципот на работа со cheat meals. А јас генерално не ми представува некое големо задоволство моментално. Тоа што го јадам ми е топ. Гледам да ми брка функција во моментот, да брка функција затоа што гледам да го... Да, храната ја гледаме како извор на фјул за тоа што следи. За тренингот и за така останато, за се останато. Да речеме, можеби би го гледал како еден ментал релив, ако се работи за индивидуа кој што е, нели, навикната на таков начин. Многу стресна или долго време немала или... Да, дефинитивно. Се сложам со тоа. И пак... Така некој допамин флукс бил. Да. Би бил одличен. Генерално, го имам доста со многу клиенти и со многу, да речам, такмичари, али во тој мил имам и некоја препорака што би ја следеле. Протокол што би се следело така со дадени инструкции. Што би се следел, да не биде нивни целосен избор, затоа што и повеќето луѓе немаат добар избор. Немаат и... Пример, ќе изеди една торта цела. Докаш битни ми се некој работи да се просторат, пример, да има протеински дел, да има барем зеленчук малце, пример, е доста битно. Да има протеински дел од животинско потрекло. Давам некоја насока што е доста битно, да нема премногу масти, затоа што мастите не сервираат бенефит многу. Така е, да. Од тоа што би имале бенефит би биле хидратите генерално. Поголем глајкоџен флукс, да речам, би имале бенефит со тренинг, со fullness, со roundness, со излет, со recovery, зголемен, да речам, зголемено лачење на инсулин дополнително, што е анаболичен хормон, да речам, или антикатаболичен. Не анаболичен хормон, точно, да. Исто и најмногу што го препорачувам, посебно кај лајфстайл клиенти, нели кај такмичарите, поради тоа што дел од такмичарите, искрено ти кажам, големо е тоа one sitting, како им пишуваш, едно седнување, може да, знаеш, и шведска маса може да значи едно седнување. Зависи колку брзо ќе стане. Да. 20 минути, just one sitting, мислам дека тешко може некоја голема штета да направи, освен ако, не знам, како генерално и треба да ужива во храната. Баш се потенцира дека храната треба да се џвака малце подолго. И мислам дека за 20 минути не би можел многу храна да изеди. Знаеш, јас тоа што го препорачувам највеќе да уживам моментот пред храната, да не биде да чекаме само да дојде и да здробиш се што е пред. Да рашоваш, да. Да. Уживај со луѓето кои што си у моментот. Да речеме, ако би сакал ја cheat meal, би сакал повише од тој аспект, да се осетам како дел од народот. Ме разбираш? Дел од народот, да. Малце да се вратиш у реалноста, да се вратиш у реалноста, да. Да, бодибилдингот е малце те држи како малце изолација од социјални случувања, од
настани од се малце ограничување и Се и враќаме, помага во таа смисла помага доста. да, се И враќаме пак на истото. Наоѓам причина зашто би апелирал ти така кон клиентите, држи место, Да. дефинитивно. Божидар, фала ти многу за издвоеното време. Мислам дека има дефинитивно гледачите што да слушнат. Се надевам дека нема ова да ни е прв и единствен подкаст, поради тоа што ги знаеш намерите и знаеш кои се целите за овој подкаст. Да расшириме малце свест околу бодибилдингот и пак ќе кажам да си игра со отворени карти како што игравме оваа прва епизода. Така да те очекувам во следните и како за крај кажи ми што би им препорачал на сите што гледаат подкастов, една клучна мисла да речеме за крај. За сите што гледаат подкастот, Да. да се заозбилат и да прашаат малце подобри прашања ако можат. Да се заозбилат малце и ништо да следат бодибилдинг. Бодибилдингот е генерално убав спорт. Составен спорт од секој спорт, точно. Да, бодибилдингот е убава работа, ствари. Божидар, фала ти многу уште еднаш и се надам се гледаме што е можно побрзо у следна прилика. Фала ти, Гоги, и многу успех во подкастот. Фала ти.